Ево, денешното издание на Равенка за успех имам повторно интересна гостинка, се надевам ќе го задржи вниманието, затоа што имаме многу теми на муабет. Забавна е, често пати отвара теми на Инстаграм, сака да дискутира, сака да го слуша мислењето и да, нели, каже сопствено мислење. Ивана Кнес, 17 години дизајнерка и позната на нашата јавност, затоа што сите оние твои соработки што се со јавни личности, се она што си го направила до сега, мислам дека скоро сите те знаат веќе по таа работа, но она што мене ми е интересно е дека имаш и своја животна интересна приказна и дека често пати знаеш отворено да зборуваш за сето тоа и да го кажеш собственото искуство, собственото мислење и еве собствената Равенка за тоа како ги надминуваш сите тие проблеми во животот. Добро ни дојде во ново студио. Благодарам, многу убаво. Морам да го пофалам, студивчето е баш пријатно, комфорно, баш браво. Супер, баш ми е драго што ви се допаѓа и тука поздрав, ќе ги поздравиме и Каре, секако дека не би изгледало вака ако не беа тие присутни со нивниот мебел и со овие сите декорации кои ги имаат, навистина секогаш се уникатни. Како се чувствуваш денес со ова дождливо временце? Не го сакам дождов. Разговаравме и на телефон. Јас сум сонце. Знаеш, ги има оние луѓе леле бегаат од не, јас сум сонце. Да можам цел ден денес кога го поминам сонце, ќе го поминам некако. Не велам дека нема убави на дождот, нели се, ама јас некако не се наоѓам во таа фреквенцијата. Но окей, доаѓа. Ти делува на расположението? Знаеш како, и онака и овака во последно време некако се нешто е проблем за ние да се дотераме. Мислам дека времево ми е плюс. И сега што да облежеш? Што и да облежеш ќе покиснеш. Како и знаеш, ти комплицира работи. Веројатно тука сум негде заглавена. Инаку дека нешто ми влие, не. Тоа не сум од тие метеопатите, немам такви последици, но си го прави своето. Поедноставно ќе ми беше денеска да се скоцкам, да увлечам, да речеме, не знам, некоја подпетица која што е салонка, отколку чизма, ете така некако, ама се сноја. Се. Добро, за тебе барем е едноставно, кој знае колку парчиња гардароба имаш дома и колку плакари не. Како беше грнчарот да има грнци. Да. А не, јас сум фасцинантно со многу мал плакар и имам, што веројатно и природно, имам аверзија од шопинг. Ја сега викендов двајца мои најдобри пријатели ќе одат во Солон, овде ми се качија, мислам ајде и самата идеја дека јас ќе треба да одам по бутици и да гледам гардероба, како да ви кажам 2 чекори назад, значи не, секој ден сум со гардероба од сабајле до вечер и некако ми треба пауза од неа. Баш е тоа чудно за жена, пожасите ние само едва чекаме да отидеме на шопинг и тоа ни е некое празнење, тоа ни е некоја психотерапија. Не, и карактерно мислам дека јас едно време бев добро до душа со наочариве очилова, се уште сум малце психопатски, така ги имам едно 200 пара, различно од бренд до не бренд. Ама и чанти, знам, накид, да, се уште знам да истикирам. Ама гардероба не, никогаш не сум ни била толку заглибена, да речам, во тој процес. И го имам она магично чувство да не морам да пробам. Знам да влезам, дури фармерки. Знам да влезам, да ја земам од рафта и да ја купам и многу често кога сум била на шопинг со некој, како бе не ги пробаш, викам ќе ми стои, нема шанс, викам ај се кладим. И го имам тоа, веројатно, заради тоа што работам со мерки. Па постојано мериш, постојано више ги знаеш димензиите точно, да. Колку како што. Ама дека некоја желба имам денеска да идам да го поминам денот по продавници, немам. И молови не сакам затворен простор, не сакам. Значи, веројатно тоа и со годините си многу се смени во последниве 10 години, поготово последниве 5 некако после корона. Сосема комплетно во поинаков правец го насочив вниманието и енергијата и не сум таму. Сосема сум во различен смер. Костимографија заврши во Белград. Дипломирана, да, и тоа ти е нели твојата примарна професија или работа, но сепак не го работиш тоа. Зошто? Сега више кога учеше тоа, кога тоа го одлучи, кога тоа ти беше љубов, зашо се ориентираше на овој дел? Дали го имам кажано во јавност до сега. Завршувам костим, дипломирано на Академија лепих уметности. Приказната како и зошто останав, имам милион пати кажано, нема да ја повторувам. Меѓутоа се случува, останувам во Македонија, не требаше, ама останувам. И мене ме насочуваат, 22 години имам тогаш, ме насочуваат, ми велат дека одиш во Завод за вработување, ќе мораш да се пријавиш за да, нели, ако доколку се најде простор да те повикаат.
И одам јас со дипломчето такво гревче 22 годишно, пошто пред 20 години на 20 тие што имаат 22 не беа како денешните 22, ние бевме малку поинакви. И одам на шалтер, никогаш нема го заборавам тоа. Мислам, ни погледот, ни ликот, ни експресијата, ни човекот, не знам како се викаше човекот, му ја подавам дипломата, ме гледа од преку шалтер, ја гледа диплома, ме гледа. Душа. Викам, што? Жити мене, најди си некоја работа, вика, друга, вика, што ќе правиш, бе, ти дете овде со ова? И се, знаеш, колку ти мотивирачки на стартот. Да, и се ладен туш, и викам, добро, и сега доаѓам дома, викам, ја што да правам? Викам се, знаеш, мислам, прво државата од сам почеток ти вика, пилете тапка по рама, ај бркај работа, нема шанс. И тоа ми беше првиот, да речам, шамар. Понатаму јас продолжив, не е дека не. Да, толку лесно се откажа. Не, јас сум овен во хороскоп, кај мене нема, не ја дзидрушам со глава, нема тоа. Ама сватив дека професијата како таква, не знам, можеби нема да се сложат колегиве мои, јас за мене така ја доживеав, е премногу маргинализирана, во Македонија сега зборувам, исклучително лошо платена, исклучително лошо финансиски конструирана во однос на колкави се буџети за реализација на представи и филмови. Додуше и за се преостанато, мајде нема да влегуваме таму, но конкретно за Костим не ми се допаѓаше односот на морам да кажам, режисерите кон костимографите, дури сум била во директна комуникација со еден покоен конфликт, нема да го напоменам, не се зборува лошо за покојните. Буквално намазав, што сакаш ма ти? Колку пари ма ти сакаш? Мислам, цифрите кои што се вртеа во тој период за изработка на една представа беа нешто типа 500 евра со се мој хонорар, значи за такви цифри правиме мовет. И тој си реков, Ивана, нема лепо тоа, да. Нема лепо тоа. Можеш да стигнеш до негде, ама тука ти завршува. И колку има режисери, и колку има театри, и колку е тоа посетено. Да. Самото си се покажа, нели? И затоа се одлучив, окей, чеки сега, второ нешто кое што јас, бидејќи паралелно студирав и моден дизајн и костимографија, второто нешто е моден дизајн, со склоп на околности, со се што ми се случи, го започнав брендот и еме веќе 17 години. Сум тука. Задоволна ли си од тоа сега, еве како? Има ли периоди кога некогаш ти недостасува идеја, кога си исцрпена, кога нели стагнираш во нешто? И сигурно тоа е сепак креативна работа каде што не можеш секогаш да си на исто ниво, нели? Некогаш повеќе даваш од себе, некогаш си покреативен, некогаш помалку. Има Маја, не е само во мојава работа. Мислам дека нашето секојдневие си го зема данокот за се. Најмногу за тоа како ние се однесуваме дома со семејствата и нашата и реализацијата на нашите работни обврски. Јас имав речем годинава ми беше една од потешките години ментално низ неколку работи поминав. И знаеш како не е баш едноставно да ти се случи нешто кое што ги тригира сите можни трауми кај тебе во животов во четврток, а ти во петок са бајле да се појавиш на работа насмеан како се да е во ред и да продолжиш со врските, во мојот случај дабетер, пошто треба да си креативен, или освен менаџерскиот дел што го тераш треба плюс да си креативен и да се правиш дека се е во ред, нели, да за другите да не го почестуваат. Јас имам едно правило, поготово последниве години го практикувам, последниве 10 години, не ги носи проблемите на работа и не ги носи проблемите од дома на работа и проблемите од работа не ги носи дома. Значи, од тоа лично јас како дете имам многу испаштано и мислам дека и генерално е тоа општествен проблем кај нас. Ги мешаме едно со друго, сите си носиме работата дома и обратно, да. И заради тоа и до негде можеби една од поглавните причини зашто стоиме заглавени во жива кал. И откако одлучив од моје лично искуство и од моја лична травма, откако одлучив да направам кат и да речем окей, чекај, конкретно тоа беше пред баш 11 години. Уствари најточно можам и да ја раскажам ситуацијата. Да. Татко ми починува пред 11 години на 15 декември. Значи сега оваа година му правам 11 години. Јас не зборував со татко ми 2 години претходно. Ми јавуваат на телефон дека татко ми е почина, додека сум на работа.
го памтам остатокот на денот, ама да не ги травматизираме сепак слушателите и гледачите, нема потреба, го износев некако цел остаток на тој ден. Го нема видено 2 години, после 2 години јас го видов мртов на идентификација и го закопав и отидов на работа. И тоа беше, значи, 15 декември, до Нова година работев. Јас тие 15 дена, не 15, да се 2-13 дена да речеме, јас не се сеќавам. Чекај, 12 како дена. го доживеа моментот и стресот са каење за тоа што беше скарана во тие 2 години? Многу психотерапија после тоа. Многу психотерапија после тоа. Знам дека твоите, мислам кога сме зборувале вака, си ми споменала дека твоите се развидени од твојата порана возраст. Од 24 години мој. Значи не е баш рано, да. Мој 24 години. И тоа не го доживеа баш така едноставно, нели? Сепак ти дојде како стрес. Знаеш таа како? раздоба. Од оваа перспектива и бидејќи во моментов и не во моментов, во последниве неколку А и години, многу се чести разводите и можеби Сега твоето тоа искуство баш би сакала онака да го споделиш затоа што на таа возраст кај што си била ти, колку човек може тоа да го износи како нормална ситуација или колку и да си свесен за нешто, сепак ти се рефлектира на твојот емотивен живот. ајде да бидам многу отворена, многу искрена, ќе ви кажам зошто го правам ова. Јас знаев дека моите родители немаат добар брак од мои 8 години. Бев свесна за тоа. Кога ќе ви кажат заради децата и децата не гледаат, јас ќе ви кажам како нечие дете, ние гледаме се. Значи, буквално детето знае, прима и пие се. Сега, како родителот ќе се износи со тоа е веќе другата страна на приказната. Дали ќе ми беше полесно ако се разведеа на мои 8 години, не знам. Дали ќе ми беше потеско, не знам. Знам дека кога се случи на 24 години, дури се случи по моја иницијатива, бидејќи јас бев таа што ги седне и што ми рече, ја не можам веќе да ве гледам. Вие не сте среќни заедно. Колку год да јас се искршив внатре од таа ситуација, можеби најмногу заради тоа што од 8 до 24 едноставно знае дека тој брак не чини. Имал своји моменти, не можам да речам не. Сме биле ние компактно семејство, не сме имале дроги, пијанства, екстреми, не. Меѓутоа имавме, кај нас беше швалерките на таа ситуација. Сакаш не ќе ги гледаш како дете. Сакаш не ќе тато ги носи дома со мисла, со деша, со случка, не zonjевелам нели директно, разбирате што, ама ние децата чувствуваме се, а најмногу ја чувствуваме тагата на мајката. И се знаеш, кога ќе го изживееш тоа така, јас не сум имала, мојот татко покоен, мене има удрено, ми нема викано, се било многу во ред. Дури на моменти нели прекрасно како што треба да биде. Меѓутоа, гледајќи ја мајка ми како вене покрај него, како се гаси, како нема жар во него, не можев да не му се лутам. Не можев да не му замерам. Знаеш, и сето тоа ескалираше кај нас во ситуација во која што па нема потреба до таму да одиме, бар не овој пат понатаму, можеби ќе раскажам до кај се отиде. Но дојде еден момент кај што ги седнав и ми рекав, молам, не можам веќе да ве гледам еден со друг. Значи, едноставно, го знам ова и го чувствувам колку години наназад. Си изврчуваат во таа Ве заедница. молам, одделете се и најдете си ја среќата сам по сам. Мајка ми се најде, татко ми почина му прсна аорта. Немаше, не го износе. Не се износе со собствените животни одлуки. И можам да ти кажам од оваа перспектива, значи, во принцип не се каам за ништо во животов. Се што имам направено, го имам направено во тој даден момент најдобро што знам, секоја одлука. И тоа цврсто го верувам за секој човек на светов. Во оној даден момент кога ќе донесеш одлуката каква год да ти се чини, таа е исправната одлука, толку. Понатаму или ќе поправаш или ќе се надградуваш. Значи не се каам за ништо, но се каам до тоа што не му зборував 2 години. Тоа се каам. А која беше причината за толку да бидеш лута? Отиде во еден поинаков правец тој самиот и заборави дека јас сум сепак керка. Ја помина границата до каде смее и како смее да се однесува со една керка и тоа отиде во сосема погрешен правец од негова страна, што тогаш многу го обвинував и го осудував.
Меѓутоа, од оваа перспектива си велев да бев малку позрела, па можеби тој човек не знаел како, па можеби сум требала јас да го упатам како, можеби сум требала да поработам на него, можеби, не знам, знаеш, може Да, беше што поеднаков пристап или нешто. аш нема веќе. Сега мој апел до сите оние, поготово помлади кои што го слушаат ова. Мама и тато на светов се еден. Значи, дали ќе се сакаат, дали ќе се караат, што и да прават. Прво, не си ти крив. Не ги држиш ти. Ги држат изговорите еден за друг. Бидејќи многу често велат заради децата. Не. Не, тоа се изговори. Значи, не си ти лепенката, верувај ми. Ти си бил причина и последица на некоја љубов во некој даден момент. Многу е во ред да таа љубов исчезне. Луѓето се менуваат со текот на годините, работите се менуваат, ситуациите се менуваат, ние може денеска се сакаме најмногу на цел свет, од утрете сето тоа може да згасне. И тоа е сосема во ред. Но и да мој апел е, прво до родителите, ако ви згасне таа љубов, не ги воведувајте децата во вашата тортура. Разделете се, пријателски разделете се, најважно на цел свет, пријателски разделете се, па дури едниот да не сака, а другиот да сака. Тој што не сака, те молам, наведни ја главата и најди начин како да продолжиш понатаму, бидејќи овој не те сака веќе. Значи, тоа важи за секој однос во животот. Не можам јас тебе со сила да те натерам ти да ми бидеш пријател. Не можам, ако не ме сакаш, ако немаш позитивни емоции кон мене, ако немаш капацитет да ги надминеш моите негативни карактеристики, немаме тука јас и ти што да правиме. Што мислиш, има ли опција да се работи на тоа, нели? Сепак да не биде тоа првиот избор, затоа што работите може некогаш и да се избалансираат. Далеку од прв избор, меѓутоа кога гледаш веќе дека еднаш, два пати, три пати не ја бива работава кај нас во ситуацијата беше тоа. Да. Едноставно не ја бива. Се делите, енергиите ви се разделуваат, срцата ви се разделуваат. Ворете, разделете се, ворете. Знаете зошто е во ред? Бидејќи така, прво ќе си ги поштедите децата од вашето патење. Второ, постои многу голема шанса да ако се разделите другарски и ако останете со почит еден кон друг, да вие си најдете среќа сам по сам и со тоа вашето дете биде 10 пати посреќно од колку да е одвратна ситуација. А за децата, што и да направат, мама и тато, мајката и таткото, не им се лутете. Не им замерувајте. Не си го лепете на срце како што направив јас. Нема тоа никаква врска со вас. Тој е човек, жена, која што се бори сама со сопствените демони. Не може да излезе на крај со нив. Манифестира на најблиските. Тоа е секогаш така во животов. Не му замерувајте. Толку може. Повлечете се некој период за себе заштита. Сепак сите ние мора да се заштитиме, нели? Меѓутоа не се повлекувате сосема во потполност. Бидејќи ќе дојде ден кај што ќе ви биде тешко. Ќе дојде ден кај што ќе си речете, да бев таму. Да го сослушав. Да го седнев на крајот на денот и да му речев, пошто јас не го седнав него во ситуацијата, јас го пуштив. А понатаму, секој следен во мојот живот, знам за овце да го фатам, да го седнам, да ти кажам два збора. Значи, таа лекцијата ја научи. Да. Кажи ми, го зборуваш ова навистина се уште со тој жар и веројатно се уште има длабоки траги во тебе. Што е она што подоцна го почувствува како манифестација на слика, пошто нашите родители, нивниот брак и цел тој живот е наш образец. Ние после си го пополнуваме на некој свој начин, ама сепак тоа е образецот. Како тебе тоа ти се рефлектираше после на твоите емотивни избори, на твоите емотивни партнери, на твојот понатамошен начин на функционирање, живење, па и до тоа што не си дошла се уште до одлука за брак, например? Да, тоа ќе ти го кажам. Види, до ден денешен се борам. Не можам да се натерам да верувам. Знаеш, многу гледав расте во лага. Значи, сакаш, не кеш, не зборувам за тоа како татко ми бил према мене. Татко ми бил прекрасен татко, немам тука ништо што да кажам. Меѓутоа не беше сопругот за мојата мајка. Пак ќе кажам, може би биле во некој даден момент, меѓутоа понатаму не. И јас со тоа пораснав, со таа слика. И не само тие двајца, туку и сите други блиски примери околу мене. Едноставно, веројатно, многу често знам да речам и да помислам дека се преколнувам за свесноста што ја имам од толку мали години. Многу свесно перцепирам и многу свесно примам работи. Веројатно тоа е
затоа и станав уметник. И многу емотивно ги доживувам работите. И сега, кога гледаш дека, да не речам 90% околу мене, живеат во лага, каде што само некој нешто пика под килимче, каде што само некој нешто гледа да го замачка, да го затвори во плакар, да го прежмури, да го преџвака и си го чекаве малку. Јас не сакам вака. Јас сакам, ако денеска не се чувствувам добро, да дојдам да ти речам, не ме пипај, не можам да те гледам денес, окей? Пошто истото го сакам и према мене. Ивана, не можам да те поднесам денеска, тргни со друга соба и ќе се тргнам. Окей е. Бидејќи окей е во животот да имаш такви периоди каде што не можеш да искочиш сам со себе. Денес е многу тешко да си комплетна личност. Поготово со се што се случува со лудилово на интернет и инфлуенсерства и што и да е. Многу е тешко, човече, мислам, ние гледаме некои идеални слики, идеални видеа на идеални Не стримери. ни природно да биде се идеално. Да, тоа мислам, тоа е баланс толку- мора да има и на негативни и на Точно. позитивни Тоа е особини. толку ненормално, тоа е толку вештачки веќе, знаеш. Ја ги разбирам и младиве, мислам, и сега ќе ви ја кажам причината зашто се ова го говорам отворено. Во последниве 10 години, скоро предминатата недела, така некако четврто дете ми пиша дека планирало да се самоубие, откако изгледал мој интервјуа едно, па понатаму сите, добил желба повторно да живее. Јас си викам, окей, чекај, добро, сега, мислам, не сега, после првото мене ми беше тоа некој шам, сега веќе четврто дете, 19 години имало последното. Мислам, чекај малце, викам, чекајте, застанете, дигнете рачна. Дури и сама да Тоа жално што родителите не го забележуваат воопшто тоа кај детето. Не. Толку се оптретени со себе Да. и со својата И со ситуација. телефоните, луѓе, и со телефоните, нас ова ќе не убие. Нас ова ќе не уништи како општество. Емпатијата е отидена во аут, интеракција е отидена во аут, ние се сведовме на комуникација преку телефон. Еден на еден, ти немаш да видиш веќе луѓе да разговараат на кафе со телефоните се во раце. Да. Мислам, знаеш, имам еден пријател Александар, сега ќе го поздравам, само го пикнеш телефонот, станувам и си одам. И го сакам најмногу на свет заради тоа, бидејќи ме научи мене дека пред колку и да е време, дека додека седам со тебе и додека разговарам со тебе, тоа е времето кое што ти го посветувам, те почитувам и ќе го тргнам телефон. Апсолутно. И тоа Кога веќе си одвоил саат време со некој човек да поминеш, тргни го телефонот на страна и посвети му се. тоа време и тоа внимание им не достига на нашите деца. Ќе кажам нашите, бидејќи имам внуци, мислам дека онаа трка капиталистичка за финансии, за материјално, им ја уби душата на децата. На детето, не па ќе кажам, говорам од оваа страна, иако имам 40 години, сепак сум нечие дете. На детето му е важно твоето присуство. Да го гушнеш, да му кажеш дека се ќе биде во ред, да го несеш на надпревар, да го земеш од англиски, да го несеш на училиште. Значи, верувајте ми, само на тоа децата прават шкртка. Дали ти си, ако го од старт го научиш на тоа ниво на љубов, ова нема да го гледа. И нема да му биде важно ни дали го има најновиот iPhone, ни дали ти возиш Porsche или возиш Opel, Astra, Corsa, не знам, whatever, на старо купена. Скоро се неважно, луѓе. Се изгубивме по пат во материјализација на собствените идеали и идеологии. Да. И некако, знаеш, ама за децата, не. Нема да лажеш. Поршето не го купи за детето, поршето го купи за тебе. Нема да лажеш. Твоето дете не му е важно што возиш. Ама на општеството, на пријателите, под знак навода, на швалерките, да, важно им е тоа Порше. И сега ги измешавме малку работите, знаеш. Успехот се мери, мерна единица за успех и еднаш пари заработува успешен. Да. Тоа што децата дома му се распаѓаат, пола му се на како се вика рехабилитација или што и да, жена му не може да го гледа и итана, тоа не се рачуна. Не, он успешен, не бе, не е. Не е, за мене. Да, под успех не се подразбира само колку е контото Не. големо, него и нели колку е целата животна приказна, колку е успешна, колку се децата на прав пат извадени, колку ти си насмеан во текот на денот, колку го има оној семен ручек, јас не знам не дали веќе и постои тоа како веќе го нема. Се летово реновиравме и еден мајстор Бубе, ако ме гледа, ја го поздравам.
Во разговор го носам натаму купуваме шајки, не знам више не ја, и како викам, едно мало ситно човече открива паланка и ми остави толкав впечаток. Нема кола, не вози, значи, работи како крт од сабајле до вечер. И викам, како си бувена, викам, ти имаш да се да, ми вика, 2 кирки имам. Едната е на медицина, другата е на не знам што, и почнува да збори со толкав жарк. И во моментот кога он зборува, му звони кирка му, едната вика, чекај, извини. И сега се договараат, бе сонце ќе ти пратам парички, ќе идеш ваму и ваму. И јас седам позивала, викам, о, Боже, фала ти, има уште, има надеж. Да. Тоа е успешен човек за мене. 2 кирки му се јавија пола сат додека беше со мене, едната да му каже не знам што, другата да му каже не знам што. Ја бев како, вау, ти си за мене успех, мислам, тоа е тоа. Таа топлина и тоа татковство му е потребен на светот, исто важи и за мајките, не ги делат, нели. Значи, тоа е тоа каде што мислам дека треба да го вратиме и на кое што треба да се фокусираме. Ние со помладите. Ние отидов Во однос на своите лични релации кога градиш со некоја, нели, личност за, да речеме, посериозна врска. Колку ја рефлектираш и колку си научила да направиш рез измеѓу тоа што ти е твое искуство индиректно, не е директно, значи не си била ти улогата и причината, него си го доживувала она што си го гледала. И колку ти тоа го рефлектираш сега на твојата релација која ја градиш, нели? Јас многу работам на себе. Работам со психолог веќе 5 години и дури да не ми треба, одам. Од проста причина што сметам дека секој од нас може да биде се подобар. А под се подобар не мислам да бидеш најдобар од твојата професија, туку мислам да бидеш најдобар како човек. Да не повредуваш, да внимаваш на тие што ги сакаш и што ти се важни и на сите луѓе. Да внимаваш како си со животни, со бездомни животни поготово. Тоа многу мене ми кажува за луѓе. Многу сакаш мачки, така? Ти многу сакам животни. Да. Ама имаш доста мачки, добро. Има и мачки кучиња, да? Стационарка е мене, мислам. Стварно? Да, тоа сме дешавања кога. Колку? 13 сме па најмногу. Да? 13, да. И мачиња 13? Не. 3 кучиња сум сега во моментов и другото е мачки. Ама имам, мислам, нема тука, и сите ми се од улица, и сите се собрани. Ќе те почитувам како човек и ќе вредиш како човек во мои очи, ако се однесуваш прво добро со животни, тоа значи дека имаш капацитет да се однесуваш добро со луѓе. Не сум запознала човек што не сака животни да не сака луѓе. Аз сум запознала многу луѓе кои што не сакаат животни и не сакаат луѓе. И мислам дека по тоа почнав да ги вреднувам работите и почнав да манифестирам така да доколку сум со некој, многу се трудам, знам многу да зезнам, од крв и месо сум и како знам да зезнам, маестрално, бидејќи имам енергија доста во себе и колку што тоа знае да биде добро, толку знае да биде лошо. Меѓутоа се трудам и давам се од себе да се поправам. И многу сакам да разговарам и на многу луѓе тоа им смета. Многу сакам да анализирам, ако нешто не е во ред во дадена ситуација или во однос, сакам да ми се каже, сакам да седнеме да го издискутираме, бидејќи претходно не го правев тоа и заради тоа што не го правев тоа многу луѓе изгубив. Затоа што одбрав да се повлечам, без да кажам што е причината за повлекувањето. Меѓутоа во последниве 2 години некако баш заради тоа што изгубив многу луѓе што многу ги сака во мојот живот, за кои што јас ќе превземам одговорност зашто ги изгубив, затоа што не ги седнав на маса и не им реков, чекај, дај да видиме кај е проблемот. Во ред некој да те повреди, не можеме пак ќе кажеме да се сочуваме во стаклени звона до крајот на животот, но не е во ред да не седнеш и да не го изразговараш тоа. Ако те повреди втор пат, тогаш тргни се. Ама јас бев една од оние баш заради ова што го спомнати, од сите мои претходни трауми, немав ни капацитет, ни простор за никаков компромис. И не дава втора шанса. И ригорозно ги сечев работите. И тоа е се последица на моето минато, на моите искуства во минатото. И така и со партнерите. Или ќе трпам, мислам дека ние жените во Македонија многу сме подложни на тоа трпам, па ми пука филм, па си одам. Нема потреба од трпање, нема потреба од пукање филмови.
се седнува, се разговара. Знам дека мажите ни се малку на поинакво ниво во моментов во земјава, не се работи на себе, не се работи на, зборувам, пак ќе кажам, денеска зборувам за ментален развој. Не зборувам за колку си добар во кариерата или останатото. Значи, некако новите генерации ми влијаваат надеж и како работат на себе, ќе го пофалам, не го познавам, меѓутоа ми налета на некој подкаст, синот на Тони Михајловски, каде што ми налета некој подкаст каде говори дека конзумирал супстанци, па ги откажал скроз, се прифрил на планинарење, дечко, да поздравувам и ти се поклонувам. За тоа треба храброст. Прво и да го кажеш јавно, бидејќи ги читав коментарите на го распна, ние сме нели таков менталитет, за жал. За критикување први сме, да. Така за другите кои треба, а само критично. А за себе, нема, тука сме специфични. Но кај мене, јас тргам, гледам секогаш да тргнам од себе. И во последниве 2 години, во сите односи во кои што влегувам, дали е пријателство, дали е партнерство, ако нешто ти правам, сакам да седнеме и да ми кажеш дека не е во ред, сакам да седнеме да го поправам тоа, ако не можам да го поправам, ќе ти кажам и ќе ти речам, види, јас сум тоа, ако не се допаѓа, тоа е тоа, ако не можеш да го прифатиш. Не можам тоа да го седнем. Од старт. Но има многу работи кои што можеме да ги смениме доколку сакаме, поготово кога е во прашање односи со луѓе кои што ти значат. Јас сум на мои 40 години закоровен романтичар, кој што без разлика на се што има поминато, верува во вистинска љубов. Не она од Дизни, не она од бајките, него она кај што плачете заедно, се мавате од зид заедно, решавате проблеми заедно, имате пари заедно, немате пари заедно, значи со крв и солзи. Тоа е вистинска љубов. Постои ли тоа? Да, има. Но пак ќе кажам, тоа трга од тука, од Не, дека ја верувам во тоа дека постои, ама не знам стварно дали верувам и постои, но пак ќе кажам, тоа се зависи од прво од нас. Знаеш, не е за џабе кажано, колку год да е досадно, колку год да е клише, биди промената што сакаш да ја видиш на светот. Од тебе започнува. Ако секој еден од нас се води по тоа, ја ќе се повикам на ситуацијата со ѓубрето во Скопје. На такво се качија сите, ово е крив, оно е крив, ово е крив. И ја вака возам и само еден пренеш клап си фрла тоа лименката од кола. Шо е, градоначалникот е крив што ти ја фрли лименката од кола? Ме зезаш? Кој е крив онamo на кај Маврово што има депонии? Кој е крив за сите оние депонии од страна по природата? Ме зезате луѓе, свеста мора да си ја подигнеме малку. Тоа е првенствено. Тука малку да поработиме. Колку повисока свест имаме, толку ќе дојдеме и до момент кога нема да ни требаат политичари. На крајштата и политичарите искачаат од народот, не искачаат точно, не паѓаат од Марс. Ама ќе дојдеме до момент ако ти сам со себе си воведеш ред и ако тебе, значи не може се овдека да стои канта за рециклирање на пластика и ти внатре да фрлаш хартија. Да. Значи до тебе е брат. Да те мрзи до другата. До другата, мислам се до нас е. Така е. Да, тоа е генерално проблем кај нас. Тука мора. И ниската вибрација, ниската свест, оно што ние цело време сме фокусирани на негативното. Негативното, значи јас ако те гледам тебе и ако во тебе ги барам постојано негативните страни, ќе ги најдеш. Ќе ги најдеш. Ако сакам да ги почитувам добрите страни, ќе ги најдеш. Ќе ги најдам и тие. Ама јас се фатив дека тоа го правам во врска, нели? Ова не чи никаде, ова не чи никаде, ова не чи ни ваков е таков. Ви една виза на легнување, да се намесигам. Шо преш бе човек? Мислам, а кај си ти упричава, ако фатиме твоиве да ги броиме колку си кретен, мислам сега да не се лажеме. Дај викам дигни ручна. Ај сети се викам зашто ово засака. Аха, ради ово, чекај, добро. Ај врати се вамо. Ај иди се вамо. Ај седни направи му муавет. Мислам, така некако доаѓа тоа. Мора во тој конфликт сам со себе мора да постои и мора да ја издвојуваш победата сам со себе. Не станува збор за нешто имам на се оние европјани, не. Нема да фрлам хартивче на улица или нема да плюкам на улица. Има зошто тоа го прават европјаните, заради себе, не заради улиците. Да. Значи етика, не знам, да почнеме од таму. И нема љубов. Навистина мислам дека нема љубов. Некако како сите да дигнавме раце, некако како сите баја вербата во тоа затоа што акцентот е баш на оно што зборувавме на материјалните вредности и дека тоа е некој репер и критериум за квалитет кај луѓето, што е дури само погрешно. Во последно време многу им замерувам на сите религии за тоа што се тоа се прави вака,
бута со сил. Не, религијата е тука внатре. Во сите можни списи, во сите можни религии ти вели дека религијата е внатре во тебе. Не во црква, не во џамија, не во будистички храм. Тука, внатре. И сега ти кога, знаеш како викаат, дали веруваш во Господ, нели? Ке те прашам, што е верба во Господ? Според мене е верба во себе. Мораш да веруваш. Мора да веруваш дека постои некаква сила, некаква енергија што ќе те натера кога си таму долу. Да се собереш, да се составиш, да се залепиш, како год, ти смисли си. Ќе добиеш таа снага, таа енергија, И да. да станеш, ете ти го Господ. Те крева. Ке се надуврзам тука на тој момент, пошто си говорела неколку пати имам слушнато дека зборуваш и за твојот период кога беше и со нели малце повеќе со алкохол, со Да, малку повеќе од повеќе. да, и како дојде до тој период, до тоа освестување кај тебе? Се бореш и со килограмите во еден период, Да, исто плюс така 30 имав. плюс 30 од 30, се. имав 105 кила во еден даден момент, уште тоа како покретен шифонјер бе, како транвестит. Со должна почит кон вас, дечки. Кон траместите. Да. Ама си ме сваѓате, што зборам, баш да вие. За да види, сега да ти кажам една работа, не можеш да, поготово ние женските, 99% од проблемите си ги решаваме во фрижидер. Значи, јас сум едно од нив, па ќе кажам, ајде нема да генерализирам, ќе зборувам за себе. Освен алкохолот, кој што е предостапен според мене, цврсто стојам на тоа дека треба да се врати законот до 18 години не сме алкохол, не е регулиран и да постои, ништо тоа не проаѓа. Мислам дека треба да биде многу стриктно, дури може би до 22 како тренеле работиве, билејки. Општеството ни се дави во алкохол, знам, been there, done that, бев таму, многу добро знам што значи се што те боли, се од кое што сакаш да се тргнеш, да го излечиш со алкохол. А што е алкохолот? Каталјарда калории, нели, што ние не ги броиме за тоа што ги пиеме. Самиот тој си влече јадење, не можеш да пиеш без да јадеш, нели? Можеш, меѓутоа си бара да си јадеш. И јас себе си се доведов до една ситуација каде што се погледнав, не се погледнав, мислам дека не се ни гледав тогаш, се качив на вага, собрав храброст и во Кина, се качив на вага, на хотелска вага и кога ја видов бројката, мислам дека ми идеше со главата во огледало да се фукнам, да бидам наискрена. Пошто знаеш некако, како дизајнер, многу бев, се извинувам на терминов, курнас и ќе си се дотерам онака да никој не може, јас сум голема, не можеш да го занемариш податоков, ама никој не може да ги доживее тие 105 килограми, зашто знаев онака баш фраерски да се прикријам. Меѓутоа кога ќе ги видиш на вага, па кога ќе ги видиш во обем втора болка, и тука си реков, окей срце, ајде, ти га ручна, и имам зборувано приказнала да не ја повторувам, ќе ја најдат по нето ако ги интересира. Поминав еден цел процес, дојдов до стадиум кај што почнав и да вежбам, каде што оставив шеќер и брашно. Меѓутоа и кога го направив тоа, јас тоа не го направив за да ослабам. Мене ми кажа покоен доктор Јошко, срце, или ќе продужиш вака како што продужи и јас за година дена ќе ти јадам блага пченица, или ќе престанеш, ќе сватиш дека не може веќе вака, ќе мораш да почнеш да се сакаш и ќе се смениш, ќе си најдеш хоби кој што подразбира физичка активност, дремеш цело време на нозе или седиш, нема како. И јас почнав и се сменив и ги извадив тие 30 килограми, дури гола се сликав на насловна на портрет, се од оваа перспектива кој ќе ми текне на моменти стварно нема мозок, ама окей. И дојдов до еден стадиум кај што отидов во другата екстрема. Дојдов до еден стадиум кај што ако се напијам вода, чекај дали има калории во водава. И тој другиот крај. И тој верувајте ми исто така не чини. Исто како ова. И се додека не почнав да читам, многу читав религии, читав се нешто психологија, кај што дојдов до еден мој заклучок, кај што си викам, окей, нас не удавија сите со биди ваков, биди таков, ова не чини, ова чини. Прво не чини си дебел, па после чекај себе, прифати се. Па биди фит, па не претерувај. И мислам, ти кога ќе се најдеш во толкав стрес, предизвикан од толку многу информации, ти се губиш. Аут си скроз. Затоа што сакаш да удоволиш на сите околу тебе, да. А кај си ти во приказнава? И сега, знаеш, доаѓа на момент кај што си седнуваш сам со себе си, веш, чеки. Прво ја не сакам да не јадам. Значи тоа ми е, ја денеска денов ако треба го поминам со еден портокал, ќе те убијам.
Значи нема шанси. Ќе морам да јадам. Ако не ми се јаде, нема да јадам. Ама ако ми се јаде, морам да јадам. Крај на муабетот. Океј, викам, тоа е прво. Значи нема да идеме на оние диетите со 100 грама. Да. Гаси, не иде. Ја броеше калориите у водата, не иде. Обседната си, не е во ред. Што е, викам, друго што сакам да правам? Не ми се вежба, не вежбам. Не можам. Ми се вежба, вежбам. Крај на муабетот. Морам да најдам некаков баланс и го најдов сама со себе. Сега сум стофтана пак едно 5-6 кила, ама тоа ми е од минатава година, што пак ќе кажам, се што ми се случи, го решава во фрижидер. Да, окей, не јадам бело брашно, да, окей, не јадам бел шекер, да, окей, не пијам, ама можеш да изедеш исто така здрава торта, поиш од 4 парчиња и да, исто калориски се бројат, нели? И јас го правев тоа, да не се лажеме. На моменти уште знам да забедам, денеска забедав. Ама, знаеш како, свесно сега ќе го правам тоа. И сигам, окей, идиоте, се човта 5 кила, ај сега стегни се како знаеш и умееш, најди си го моментот кај што ќе ги извадиш. И најди си више момент кај што ќе застанеш. Затоа што проблемите нема да ти се решат ако ти изедеш кофа сладолед. Знам, пак ќе кажам, ја ги решавав така. Ништо нема да помине ако ти вечерва испиеш 2 флаши вино и заборавиш. И кога ќе станеш се те чека пак од ново. Че мораш да го решиш. Тоа што те јаде, тоа заради кое што посегнуваш по алкохолот и по тортата и по што и да е. И, не знам, ова може би некој мој најдобро намерен совет до сите жени на светот. Бидејќи многу ми е важно тоа сватите, дека колку се жените, не знам, само може би мажеви ќе ми се скараат, ама колку се жените посрекни, толку е поздраво општеството. Колку год да е мажот главата, жената е вратот. И многу сакам кога гледам срекна и реализирана жена. Тоа значи дека за една единица светов оди напред. И се знаеш кога ќе се доведеш до стадиум да сватиш дека ако седнаш со него во кафана во 10 навечер, го изедеш истото што го изеде и он, го испиеш приближното што го испие и он, ништо не правиш сама со себе. Значи, колку што сум поборник против оние изетов 2 зелени салати, нема потреба да бидат 2 листа зелени салата. Ама, ако веќе треба и сакаш да идеш во кафана, веќе го правам тоа, одам во кафана, не е проблем. Ама јадам салата и пијам кисела вода. И окей, пак се забавам, пак тресам глупости, не ми се смени карактерот, не ми се уби забавната моја страна. Ама се сочувам. Не сум бил влегла во болница. Знаеш, сам тоа многу игра улога. Како не? Јас сум некој кој што и tekako пропати здравствено со своите животни одлуки. Имам окапана систина, имам менаџерска инфузија крстена по мене систина. Значи, мораш да направиш некој баланс во животов, а тоа нема никој да ти го направи ако не го направиш ти. И знаеш, многу некако удривме акцент на се што е неважно. На вештачки ногти, вештачки трепки, вештачки хиалурони, што и да е вештачка и ние мислиме дека со тоа ќе го како француска револуција ќе ставам парфем, ама не сум бањата. Мора јадрото да го смениш. Океј, стави ги ти вештачките ногти, не ништо, стави ги хиалурон, се стави. Ама тука бе душа, тука како е? Тука, дали е тука се во ред? Знаеш, имаш комуникација со многу жени. Го чувствуваш ли тоа кога кога треба да направиш за некого модел или кога нели ги правиш своите модели, често пати те слушам како зборуваш за колку е изгубена женственоста, колку луѓето се облекуваат едноставно преку ден, постојано во патики, фармерки, блузончиња, дека веќе го нема тој тренд да биде жената во некоја убава хајена. Духнем. Да. Што е зошто е тоа така? Што мислиш? Не е тренд. Тренд е во ред, трендови нека има и ќе ги има и се е во ред. Патика фармерка е окей, ама да ти ја видам душата во таа патика фармерка. Ја не ја гледам душата. Кај мене како дизајнер и како жена бе пред се, не можам да ве гледам веќе со наведнати глави и кажни. Тргам од себе. Проблем ми е да се дотерам кога не сум како што треба. Поготово кога ќе се сќофтам. Значи проблем ми е. Не постои поголем пораз за жена колку год да е ова суетно и површно, не постои поголем удар од тоа кога ќе облечеш нешто кога не се копча. Тоа е прв знак дека животот те поразува. Сега, вториот знак е кога не правиш ништо за да го смениш тоа. Остануваш во таа состојба и ја надградуваш. И само кукаш. Можеби не кукаш на глас, ама кукаш само во себе. И сама за себе. И нормално е дека тоа се одразува. Ама не ми стои како на дизајнерката. Па не може да ти стои. Нема како. Физички не сме исти. И сега, знаеш, се наоѓаме во еден момент каде што комфорот
стана пораз, а не потреба. И сега, знаеш, мислам, од себе требам, луѓе, не вперувам прст во никој, во себе вперувам прст. Си дозволив да излезам, без разлика што е до продавница, си дозволив да излезам во изфлекани тренерки, во укс и во агс, како и да се, и во едно кебе джемпер, што и да е. И ме гледа вака мајка ми вика, окей си? Викам, да, зашто? Сигурно си окей? Да бе, викам, шо е? Вака ќе одиш ми вика до продавница? Шо, треба се дотерувам? Па веќе ти го одговорат на прашањето. Толку, вика, тука ќе завршам со се. Истото ми се случи, јас алкохолот го оставив, значи, не знаеш како, мислам дека луѓето, бар оние свесните, најмногу се менуваат кога ќе се видат, јас сметам моја лична мислење дека секој во животот кој што ќе го сретнеш, без разлика дали останува или не во твојот живот, е твое огледало. Многу длабоко огледало е тој што го сакаш многу. Кога во очите на тој што го видов разочарување од мое пијанство, седнав и си реков, Ивче го претера. Ивана ќе го изгубиш, а не скав да го изгубам. И си реков, окей, дигај ручно. Заради себе, прво, а второ, ќе ти лизне, и фере да те остави. И реков кат, не, јаве, веќе 3 години, 3-та година. Тешко беше тоа да... Не можам да ви објаснам која беше емоцијата кога го видов тоа разочарување во неговите очи. Затоа што кога седиш со друштво пијани пријатели, сите се сакате. И се е окей. Ама кога ќе те погледне некој од другата страна и ќе ти рече, бе, не е окей. Полека малку. Не е окей. Ти стана начин на живот. Не ти стана као да ме ке пивнам. Не, отиде во поинаков правец. И за жал во 95% од случаевите е така. Јас веќе, не знам, сите некако имаат потреба денот да го завршат со чашка 2, 3, 5. Не можеш да ми кажеш дека ти треба. Еве ме не ми треба. Знам точно што правиме со тој алкохол. Истото како што знам што правам со тортата. Исто. Бегам од тоа што ме боли вака. Тоа е зависност. Тоа ги тригира сите можни хормони. Нема да тупам, имате по овие што како по подкастиви, по книгиве, што како. Меѓутоа, на крајот на денот, ако не си ја спасиш душата, ако не си го активираш срцето, ако мислам дека мора да престанеме, се скока малку тема на тема, ама ќе ме пофатите. Мислам дека мора малку да престанеме со рационалната страна на животот, каде што, нели? Да. Не го слушај срцето, зошто бе да не го слушам? Дали тоа малце го наметнуваат и овие социјалните мрежи, тоа што постојано цело време се гледа некоја розова страна на животот, некоја луксузна страна. И можеби тоа веќе свесно или подсвесно кога постојано го следиш и го гледаш, мислиш дека си поинаков, да. Тука се гасиш. Ако нешто не е така, значи си поинаков, не си. И се овие мотивационите говорници не се споредувај со другите луѓе. Значи чекайте малце, дигнете рача. Ние сме сите од крв и од месо. Природно е кога ќе те видам, да те измеркам, да ти искенирам и да речам чекај јас каква сум. Тоа е многу природно, во природата ни е тоа. Нормално е да се споредиме. И многу е проблем, поготово за помлади, поготово за оние кои што се борат со депресија, со анксиозност, пошто тоа е веќе како најнормално станато во помладиве, кој ќе ја види целата таква туи, мислам, не злато, тоа не е незината реалност, верувам ми, кој ќе стисне стоп, кој ќе го трне телефонот, друго се случува. Во друг правец оди незиниот живот и незината реалност. Дури верувам ми, па да не речам гарантирам, ама убедена сум дека 10 пати понесрекна од тебе. Затоа што па на неа, како па да се одолее на тоа можеби треба да биде сосема некоја сосема некој друг правец од државата. Јас ова е прв пат јавно ќе го кажам, љута сум на сите политичари кај нас, од сите можни политички партии, што го убија Скопје конкретно, бидејќи во помалите градови, во другите градови, се извинувам, не сте сите мали, а во другите градови не е така, меѓутоа Скопје го убија политичарите. Срам да ви е, смртно сум ви љута, губивте социјалниот живот, не ги убивте театрите, не убивте универзална сала,
убивте концерти, убивте како во скривалишта сме со концертиве. Сега нешто као потпрк на Борис Трајковски, ама најпаметно што може да направите да донесат српски певајки и пејачи. Гонете се, да не кажам каде. Вратете ми го Скопје, што беше полно со клубови, полно со свирки, што не знаев ноќ на музеи, што не знаев која представа кога е, да не можам да постигнам да идам да ги видам. Вратете ми го Скопје со кафичи полни до 4 саат бајле. Не ми раскажувајте по европски стандарди дека ова е вака и ова вака. Прво, пушачка нација сме, така, не се правите будали. Стајте клими у тоа кафичите, рестораните, што и да и остајте ги луѓето. Не можеш да нема сега веќе идете ке пушите дека не можеш ти од овој Балкан да направиш Европа, не можеш. Ние сме Балкан. Тука не се слагаме. Мене ми одговара што не се пуши така. Мене ми одговараш. Јас не пушам. Види, мене ми одговара. Јас сум непушач и некако многу ми значи ова баш кога поготово во ресторан кај што јадеш, кога тој спроти тебе не ми пуши цигара да ми чаби. Сектор нека е. Да. Сектор нека е. Може да се најде форум. Климатизација нека е. Сум била во ресторани надвор каде што се пуши, ништо не чувствувам. Значи тоа е решено со климатизација. Меѓутоа, вакви сте за крадење, никој не ќе во ништо да вложи и очекувате дека се тоа вака ќе се зашлапа. Затоа се случи нели Кочани како што се случи, ни се случија сите може трагедии страшни. Зашто сите се вакви? Само гледа кој поише да стави у джеб. Па не може бе дечки, ќе ви се одрази. Тоа што се случи со Кочани, мислам дека општо генерално оповена за целата наша нација и тоа е страшна трагедија што никогаш нема да се заборави. Ама свеста колку ќе се поткрене и колку трагедии доживеавме, мислам стварно. Ние до трагедија као народ, ја веќе не знам до кај треба да иде да се освестиме. Може треба француска револуција да им се деси на овие наши, не знам више што како да го кажам. Меѓутоа дека мора да се случат некои промени кои што ќе се подразберат системи на функционирање. Системи, мора системи да има и мора за возврат на народот да му дадеш забава. Не може да не ми го китиш Скопје. Не може бе да не ми го китиш Скопје. Деца има во овој град. Не сте само вие возрастните, деца има. Таа годишна магија има посебен драж. Па ние сме апсолутно. Скопје блеска. Јас не паметам кога последен пат циркус имало во градов, например. Ајде, циркус од етички причини заради животиве, разбирам зошто ги укина. Има форми, не мора да е. Има форми, затоа ти има форми на забава, не мора да е циркус кој што Сак де Солео со дечките жонглерите што доаѓаат. Значи имаше пивофест, имаше винофест, ама агресивни беа со дешавања, со концерти, со по 2-3 дена свирки. Маракана бе човече. Значи имаше клубови, имаше случувања. Сега нема ништо. И со ова ги кривам и газдите. Не сте спремни да вложите во сопствените клубови, а очекувате приход. Не може бе дечки. И профит. Не може бе дечки. Мораш да поработиш на себе. Мислам, има пар локали во земјава, во градов конкретно. Не можеме да функционираме само со пар локали, бе дечки. Мислам, мора да имам, мора да сме. Да, дефинитивно. Нукниот живот, како што го паметиме и сега, има драстична разлика. Зашто е тоа така? Стварно не знам и од каде потекнува тој проблем. А културниот живот па да не зборуваме. Значи, навистина културни настани толку недостасуваат и толку едноставно подигаат свеста, толку енергетските храна, толку се чувствуваш опуштен кога има нешто квалитетно. Сите го чувствуваме таа масовна среќа упатена кон сцената и целата таа енергија што се шири во тој простор и кога тоа го нема и не се случува, мислам навистина е жално. Многу нешта треба да се сменат. Да. И политичари може да го променат тоа ако сакаат, па ќе кажам со воведување на системи. Знаеш како беше злосто што ги казна? Треба да има и казни. Треба да има. Треба да се почитува ред. Не можам да отварам социјални медиуми и весници прво нешто што ќе го читам повторно прегазен пешак на истото место. Луѓе ме зезате? Не, дефинитивно мислам како црна хроника, ја кога и да отворам само политика и црна хроника, ние животов не стана. Ниту културни настани, ниту детски емисии, ниту амбиент што ќе ти даде ведрина, отвораш, читаш или политика или црна хроника. И новинарите, ама тоа ми крева читање. Луѓе, не ме зезајте. Ве молам колективно да се чукнеме малку од глава. Пред некој ден се возам во такси и разговараме на општи такси млади. Ми се вртим што владен ми вика ти не се дрогираш. Го молам зашто? Ми вика што си вака позитивна, што ти е? И се па каква викам треба да бидам? Па ништо не чини од држава.
И тука си викам, окей, тука Ивана не влагаш више у дискусија. Ама не ме зезајте, тоа ништо не чини од државата, значи дека не чиниме ние и тоа значи дека не чинам јас. А не значи што толку тука завршувам. Се почна од Се е од нас. Промената што сакаш да видиш. најосновната клетка па натаму. Ивана, отвараш дебати често и комуницираш на социјални медиуми, имаше нешто и скоро и вајда некако коментар околу ситуацијата колку чини твојот аутфит, нели тоа беше нека рубрика. Еве ти како дизајнер, мислиш ли дека треба да се стави акцент на цената, дали тоа и зошто го искоментира, па нели кога ќе ти се врати, кога ќе имаш фидбек, некаков како реагираш, дали сакаш да дебатираш, дали остануваш доследна на тоа што го зборуваш и така натаму. У контекст на нели тие различни размислувања, ставови, превривања. Пред 10 години ќе ти кажав дека цената игра огромна улога за квалитет. Но сега, откако го прочитав пола свет и откако бев во многу голем дел на фабрики каде што се произведуваат брендови, кои што ваши омилени луксузни брендови, ќе ви кажам дека нема врска. Значи во 90%, не можам 100, ама 90% од брендовите го плаќате името. Ако чантата е 3500 евра, таа чини најверојатно преку врглава да се направи околу 150. Не може поише, физички не е изводливо поише да чини. И диаманти да има на неа, и тие имаат некоја ранкинг цена. Од оваа перспектива, ќе ви кажам дека единствено нешто што е скапо и што треба исклучително многу да се негува е стилот. Но тоа дали ти ќе носиш часовник од 40.000 евра или часовник купен на тезга на Битпазар, апсолутно нема никаква улога. Имав една ситуација, ќе ги истригирам многу со ова. Се запознав во Турција со еден човек кој што работи како водич. Меѓутоа не водич на локации, туку водич да ти се најде да сработиш, да те поврзе со компании, не знам, тоа веројатно има некој име, ама како и да ќе ме сватите што како. И ми раскажува за поминуваме низ чаршија, низ капли чаршија и тука една продавница со тие ролексите фейк. И вика да ти кажам што ми се случи, вика ни беше на гости некој многу познат хрватски архитект. Ми го кажа, ама добро. И вика го носам вика тука и вика ме застанува ми вика чека вика малце и влегува и со ролексиве и купува ролекс за 150-200 евра, не знам. И вика излегуваме и го става вика на рака, хепи, као си купил ролекс, вика излегуваме и ја го гледам. Вика ма вика извини да те прашам као зошто купи фейк ролекс, као нели можеш да си приуштиш ти као еден од 5 најголем архитекти си. Можем бе како вика не можем. Вика нормално вика можем. А вие зашто да глупите да дам 40.000 евра за саат? Вика вака, вика ќе оставам на мене, луѓето ќе мислат дека е оригинал, ми гајле, ми свие, окей. И ја бев во аве со ваква, окей, викам, ова ми отвори многу очи за многу работи во мојот живот. Не е дека не верувам во луксус, меѓутоа од оваа перспектива луксусот за мене е време и внимание, а не продукт. Апсолутно не те вреднувам по тоа дали носиш ролекс или имаш не знам колку карати диамант или си купила плакар со чанти или што и да е. Ама ако те видам во приколка која што си ја направила сама или сте со некој и таа приколка од оние кампери што чинат, бидејќи чинат, еве да речеме, конкретно има едни Мерцедес кампери што ги гледам што чинат по некои 150.000 евра, не знам како, и си ги вложила парите во тој кампер, и патуваш на милиони една локација во светот со тој кампер, да, тука ќе те почитувам. Бидејќи поинаку ги вреднуваш парите. И сега, како да ти кажам, јас бар лично, е многу мој личен став. Толку чиниш, неколку ти чини аутфитот, колку ти чини душата, бе мило. Значи, таа е таа што нема цена. Каде сакаш биде облечена, што сакаш има и на тебе. Ако не вредиш како човек, не ми вредиш. Крај. Добро, очигледно е дека, знаеш како, поделени се мислењата и апсолутно. Секој си има некои своји приоритети. И јас се сложувам комплетно за тебе дека вредноста е во суштината на карактерот на човекот, на душата и во тоа колку даваш љубов и колку знаеш да примиш љубов. И тоа е нешто што треба да се негува, зашто тоа е човечкото. Тоа е нешто што
треба да остане и да трае, а материјалното е минливо и така натаму. Но како и да е, баш ми е драго вака што си позборувавме убаво и отворивме многу теми. Сакав да ми бидеш повторно гостинка, затоа што си човек кој сака да ги каже отворено своите ставови, размислувања. Мене ми е интересно кога слушам различни ставови, различни размислувања. Верувам дека и нашите гледачи тоа ги исполнува кога ќе слушаат нешто ново, некое поразлично искуство или можеби некое искуство кое соодветствува со некоја нивна ситуација и случка, па име нели баш моментот кога да, ќе се прислика во тој момент, па ќе им даде дури можеби идеја за решение. Така да ти начна многу теми и доста ги долови и многу си отворена кон тоа, веројатно тоа ти олесна и да ги надминеш тие своји душевни болки кои си ги стекнала во текот на животот. Јас не пикам поткили. Го правев тоа, бидејќи тука и така не учат, нели? Ај ќути да не те чуе татко ти, ај чека ќути да не те чуе мајка ти. Не ќутам веќе. Не молчам, веќе многу долго време не молчам. Ако не можеш да ме сакаш ваква кој што сум, тога не си мој. И нема лутиш тука. Едноставно е. Да. И знаеш како колку поотворена и колку поискрена сум према себе пред се, толку помалку го имам околу себе. Што е за мене супер. Затоа што гледам дека тие што вредат, тие што треба да вредат, си остана. Па ќе кажам, не е дека не сгрешив, и така како имам ја грешам. И уште грешам, нормално, од човек сум. Ама, скарај ми се ако сгрешам 2 пати. Ако сгрешам еднаш, сите знаеме да лизнеме еднаш, знаеш. И не можеби тоа ќе те освести или пак ќе те да. Меѓутоа колку поотворено ги говориме работите, колку повеќе се соочуваме со своите слабости, знаеш, со слабостите треба да се соочиме. Толку побрзо ќе ги надминеш и не можам да речам да не бидеш среќна, бидејќи среќната е еден миг, среќата е баш еден миг. Знаеш, сите сме нешто фатени, дали си ти среќна. Среќа трае волку, ама ќе бидеш исполнета, што е многу важно. За здраво општество треба здрави единки. И колку повеќе се фокусираме на тоа, колку чинат работите, воопшто не мора да чинат за ти да изгледаш убаво. Апсолутно нема потреба да тоа биде не знам каков бренд за ти да си убава. Апсолутно не мора да биде не знам каков мејкап за ти да си убава. Сум била сведок и сама со себе имам правено милиони експеримент на таа тема. Насмејана жена да дојде со репчето вакво, со едно джимперче, со едно фармерче, ќе ја изеде она која што е фул со се, ама е на вената, овената. Со падната енергија. Ајде малку само за крај да се навратиме на работава твоја со дизајнерството и дали постојано креираш нови модели, дали сега имаш некоја нова колекција, дали тоа константно си правиш нешто ново, пошто гледам дека ностоп се објавуваш некој моделчиње. Знаеш како многу го сакам нашиот род. Јас не сум феминист, не сум бев, кога бев млада, мислев дека така треба, ама не, веќе не сум феминист. Подеднакво ги сакам и мажите и жените. Меѓутоа, за нашиот род го сакам и го почитувам, најмногу заради тоа што во последниве 10 години го поминав многу време со мојата мајка и запознав една поинаква приказна, што значи апропо почетокот на разговорот, што значи нов почеток на една жена. Што откако ќе излезе од една токсична средина, влегува во нова, која што си ја создава од ново, и како таа промена прави од неа да процвета на сосема поинаков начин. И си кажам, окей, че мајка ми можеше ова, значи можат сите жени на светов. Како можам ја да помогнам? Да им направам да се чувствуваат убаво. Како можам да го направам тоа со гардероба? Бидејќи ние жените убаво знаеме да се чувствуваме со кога ќе се дотераш, не можеш да ме кажеш дека не ти е убаво. Сакам да им го вратам тоа на жените. Сакам да им ја вратам потребата да се чувствуваат убаво за себе, да ги користат алиштата како нешто што не да се покријат, не да ги покријат своите недостатоци, туку да си ја надградат сопствената личност. И да не биде оној момент ја у флеканите тренерки и у блузонот што им се живееш. Не. И да не ти се живее. Не мора да се облечеш у фул. Облечи едни фармерки една ролка. Облечи едни чизми рамни. Знаеш,
најди си начин како да се победиш сама себе, најди си начин како да си дадеш волја и желба да цабајливо, иако не ти се станува, и знаеш да имаш милиони една обврска која што треба да завршиш, и знаеш колку ќе биде сето тоа тешко. Се речеш, окей, чекај, диши, полека, ајде, you got this, го имаш ова, стани, не можеш да идеш фул, немаш капацитет да идеш фул, ама можеш 50%. Дај од себе, дај си сама на себе, од себе секој ден, колку што можеш. Ако денеска можеш 50%, утре ќе можеш 70%, за 30%, после тоа 100%. Ама немој да заборавиш да си дадеш. И не си дозволувај, Лагерфелд вели, има каша много мраза, а заради тоа сега го разбирам што значи тоа, дека тренирате ки се знак дека животот те поразил. Губи ја заради тоа човеков, ама сега го гледам тоа. Јас знам кога јас облекувам тренерка, кога не сум окей. Некога сум окей, кога не сум окей. Не ги деградирам, си има многу нормални луѓе што се функционираат, мислам, или емотивно и ментално средени, сата не бидам себе погрешна, ама грото, види какво време дојдовме, за се морам да се објаснувам. Ќе ме сватите, се е окей. Нема уницев. Грото, бегаме. Значи, ќе се здебелиш, не те собираат фармерките, облакаш хјаланки. Нешто ќе ти се случи, не ти се шминка. Не ти се... Косата у репче. Косата у репче. Излези од тоа. Излези од тоа. Давај, секој ден колку можеш. Верувај ме, ќе се доведеш до еден стадиум. Знам, работам на тоа. Уште не сум победила, ама работам, не сум се сама себе победила, ама работам на тоа, дека ќе дојдеш до стадиум на континуитет. Кај што ти си направиш навика за континуитет. Денеска 10%, утре 50%, задутре 80%, па пак 20%, па итен, ама си даваш. Се додека ти сама на себе си даваш, и децата ќе ти бидат среќни, и сопругот ќе ти биде среќен покрај тебе. Ако токмакот не е среќен и у таа ситуација поred тебе, шутни го, нема проблем. Ама ако си ти хепи, ако си ти среќна сама со себе, и ако работиш сама на себе, верувај ми, сами ќе ти се лепат работите што треба да ти се залепат. Нема да имаш потреба ти да ги бараш. Ќе те најде тоа што треба да е твој, ќе биде окей, ќе бидеш задоволен. Јас мислам дека дојдовме до самиот крај, маси повеќе, ама имаше стварно разговор и не сакав ни да го прекина. Знам дека со алкохолот расчисти, ама овдека имаме една форма на ликер, бајадера ликер, заедно со бајадерче бомбонjera. Што ги сакам, што не се расчисти. Ова е убав вкус измешан на концентрација на лешник и чоколадо, а за тебе бајадерчето можеш ти да си го изедеш. На некој твој близок ликерот. Ова е подарок, еве пред новогодишен од нас, повели и од Бадал. Опа. Се надевам дека нема да си ја бутнам чашава. Ти благодарам уште еднаш, Ивана. Верувам дека ти беше пријатно, дека добро те угостивме во студио, дека се осеќаше комфортно. Мене беше драго што споделивме доста твои размислувања и ставови. Верувам дека ќе не пратат нашите гледачи како да поминале 5 минути, а не час и 10 минути скоро. Да, ба. Фала ти. Благодарам на поканата и ќе се видиме пак.